Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охридските јавни предпријатија ќе се подновуваат со опрема. ЈП Нискоградба ќе наплаќа за испуштање техничка вода во канализациониот систем. Од 5 јуни стартува авиолинијата Охрид-Белград. Картите веќе се продаваат. Охридски земјоделец со иницијатива за зачување и распространување на автохтони семиња. Во Франција штрајкови поради најавата за зголемување на старосната граница за пензионирање. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и студено. Беа измерени максимални 6 степени Целзиусови. Во среда во северните, централните и источните предели на Европа ќе преовладува нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и снег, ветровито и студено време. Во останатите предели од Европа стабилно и студено време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. Во крајните источни предели со слаби и локални врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 10 степени. Во Македонија во среда студено утро со појава на умерен мраз и ниски температури кои што ќе се движат во интервал од -8 до 1 степен. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и свежо. Ќе дува до умерен засилен западен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 1, односно до 12 степени. Во Охрид во среда студено утро со пат на утринската температура која што ќе има вредност -3 степени. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и максимална дневна температура од 7 степени. Во четврток по студеното утро и температура од -2 степени. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и максимални 7 степени. Во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 4 степени, а во сабота умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од снег. Утринската температура од -5 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 6 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Грана Падано 119 денари, Ева Туна 42 денари, M&M 79 денари, Перони 46 денари, Долче Густо 288 денари, Фери 1,2 литри 159 денари, четки за заби Орал Б 1+1 79 денари, Жилет Блу 3 Комфорт 199 денари, Авак средство за ветробранско стакло 3 литри 149 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Јавните комунални предпријатија во Охрид ќе се подноват со нова опрема. Преку проект на Центарот за развој на југозападниот плански регион ќе се набавува камион Кипер за јавното предпријатие Водовод и 2 трактори со опрема за јавното предпријатие Комуналец и Нискоградба. Целта е обновување на застарената опрема и поголема ефикасност на јавните предпријатија, зголемување на квалитетот на работата и намалување на трошоците. Ке се јакнат капацитетите на јавните комунални предпријатија во Охрид и Дебрца. Ке се набавува опрема со вкупна вредност од 8,6 милиони денари. Јавното предпријатие Водовод Охрид ке добие камион Кипер, додека за потребите на јавното предпријатие Охридски Комуналец и Нискоградба ке се набавуваат 2 трактори со пропратна опрема. Целта е обновување на застарената опрема и поголема ефикасност на јавните предпријатија, зголемување на квалитетот на работата и намалување на трошоците, велат од Центарот за развој на југозападниот плански регион. За општина Охрид, за јавните комунални предпријатија, за Водовод се набавува камион Кипер, а исто така се набавуваат и 2 трактори со пропратна опрема за потребите на Комуналец и на Нискоградба. Значи, да ја обновиме малку опремата, така ќе имаме поефикасно одржување и на водовод и канализација и отпадот. Значи, тоа е во рамки на овој проект. Комуналното предпријатие од општина Дибрца ќе добие околу 200 канти за отпад. Вкупната вредност е 8,6 милиони, од кои што 6,9 се од Бирото за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој, а 1,7 милиони се сопствено учество на општините партнери. Овде имаме 2 општини партнери, тоа се Охрид и Дебрца. И за општина Дебрца предвидено е набавка на канти за отпад со капацитет од 250 литри, околу 200 најверојатно, бидејќи цените постојано се менуваат. Ориентационо во овој момент можам да кажам дека околу 200. Јавните предпријатија кубурат со опрема и финансии, застарени камиони и трактори, чие одржување чини скапо, а ефикасноста е ниска. За овој проект веќе е подпишан договорот со Бирото за регионален рамномерен развој, а ќе се реализира оваа година. Хотелите кои користат техничка вода, а немаат водомер, инвеститорите при градба на објекти како и автоперални ќе плаќаат надоместок на јавното предпријатие Нискоградба. Ке се фактурира паушал за кубици испуштена вода во канализациониот систем врз основа на пресметки од хидроинженери за минималниот и максималниот испуст на вода во текот на 1 месец и 1 година. Хотелите и поголемите капацитети со апартмани кои користат техничка вода во иднина ќе плаќаат надоместок на јавното предпријатие Нискоградба. Градскиот совет даде согласност на одлуката на управниот одбор на предпријатието за утврдување начин за пресметување на цена за фактурирање на субјекти кои користат техничка вода, а немаат поставено водомерно броило. Одлуката ги опфаќа инвеститорите кои градат стамбени објекти, како и автоперални. Јавното предпријатие на правните субјекти ќе им фактурира паушал според минимален број на кубици техничка вода. Овие цени и кубици се утврдени према работни групи на јавното предпријатие Нискоградба, заедно со предпријатието Колекторски систем. Утврдени се од хидроинженери кои прерачунвале кој е максималниот и минималниот испуст што може да го искористат во текот на 1 месец или на 1 година и одиме со минимално фактурирање по основ на кубици.
Така, например, за хотелите принципот е според бројот на легла, при што се пресметува по 1 метар кубен вода по легло и изнесува околу 100 денари. Председателот на Совет Сашо Донев, кој бил иницијатор на воведување на наплата за корисниците на техничка вода, посочи дека одлуката не се однесува на физички лица кои живеат во куќи и станови, туку за субјекти кои имаат поголеми капацитети. Се работи за посериозни правни лица кои што не само што ја користат канализацијата, туку и во летниот период нашите служби кои што ја чистат канализацијата по повик, најчесто се кај тие правни лица бидејќи има и најмногу дефекти. Добро ќе беше сите тие субјекти кои инвестирале во вадење и користење техничка вода да поставеле и водомери, бидејќи таа вода завршува во секундарната канализациона мрежа и колекторот, вели Донев. Доколку некое правно лице смета дека премногу плаќа, тој субјект може да си постави водомери врз основ на испумпаната вода во канализациониот систем ќе се фактурира според утврдени цени. За инвеститорите при градба на објекти пак ќе се фактурираат 300 кубици месечно. Во Охрид при секој градежни активности, бидејќи такво е тлото на земјата, се појавуваат подземни води во сите објекти и сигурно знаете, имате видено дека онаму каде што се градат стамбени објекти, шахтите се отворени, постојано се исфрла вода во канализацијата, која што вода некогаш и не е чиста, некогаш има и работи кои што дополнително ни создаваат проблеми во однос на функционирањето на канализацијата и постојано се случува да наши екипи и служби работат на терен за отпушување на канализационата мрежа и токму поради тие причини и одржувањето на канализацијата ќе се наплаќаат војни на средства за сите оние кои што ќе градат стамбени објекти. Советниците од опозицијата ја поздравија одлуката на управниот одбор на јавното претпријатие Нискоградба како пример дека секогаш треба да се бара начин како да се подобри работењето на јавните претпријатија без при тоа да се преземаат непопуларни мерки како зголемување на цените на услугите. Единствено апелирам кога ќе ги утврдувате тие износи, кога ќе ги правите задолжувањата и фактурирањата, имајте во предвид на реалната состојба, особено со хотелите, затоа што знаеме дека еден дел од нив и не работат во текот на зимскиот период и се затворени, да не се случи да ги обврзувате за услуга која што не ја користат. Во насока на воспоставување ред во функционирањето на јавните претпријатија и обезбедување квалитетни услуги за граѓаните, во тек е и акција за откривање диви приклучоци на фекалната канализација на територија на општина Охрид. Ер Србија ќе обнови авиолинијата Белград-Охрид од 5 јуни. Авионските билети за оваа авионска линија се веќе во продажба и има голем интерес кај туристите од Србија да го посетат Охрид и Охридското езеро на побрз и поудобен начин. Српскиот национален авиопревозник Ер Србија од јуни годинава ќе ги обнови летовите помеѓу Белград и Охрид. Македонскиот бисер и македонскиот туристички и културен центар ќе биде воздушно поврзан со Белград 4 пати во неделата, односно секој понеделник, среда, петок и сабота од 5 јуни 2023 година, известува ТАВ Македонија, аеродромскиот оператор на меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид. Срекни сме што аеродромот Свети Апостол Павле Охрид повторно ќе ја додаде оваа авиолинија во својата мрежа и ќе го обслужува летот Белград-Охрид-Белград, на кој ќе лета Ер Србија, откако беше стопиран во 2017 година. Оваа авиоконекција ќе значи дека туристи од Србија ќе можат да патуваат до Охрид со авиони да ја посетат околината и регионот на Охридското езеро и на побрз и поудобен начин. Понатаму оваа линија дополнително ќе отвори нови дестинации за нашите граѓани и за луѓето во гравитацијската зона на Охридскиот регион, бидејќи Ер Србија лета до преку 70 дестинации во Европа, Медитеранот, Северна Америка, Азија и Африка, што представува уште една предност и погодност за нашите патници, вели Метин Батак, генерален директор на ТАВ Македонија. Авионските билети за оваа обновена линија се во продажба и може да се резервираат на веб страницата како и на мобилната апликација на Ер Србија. Представниците на Ер Србија изјавија дека враќањето на Охрид во мрежата на летови на авиокомпанијата е одлично дополнување и тие се уверени дека патниците се радуваат за оваа услуга од Охрид и се воодушевени што овој фасцинантен град ќе биде попристапен. Со оваа нова авиолинија од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, како и со најавите за нови линии од меѓународниот аеродром Скопје, ТАВ Македонија очекува фреквентна летна сезона и очекува 2023 да биде година на целосно постпандемиско закрепнување.
Моментално од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид 2 авиокомпании летаат до 4 дестинации. Охридски земјоделец шири идеја за одгледување на зеленчук од автохтони семиња. Сезер Акин сака да ја разбуди љубовта кон ботаниката кај луѓето со садење на билки на балконите и терасите. Вредниот производител на органска храна подготвил и земјени топчиња со семе од цвеќиња кои ќе бидат расеани низ природата. Сезер Акин е поборник за одгледување на зеленчук од автохтони семиња, а не само за производство на здрава храна. Во неговата градина веќе е засејан расад со раноградинарски зеленчуци. Подготвени се и садови со автохтони семиња од пиперки, домати, црни петлиџани, краставици, кои ги чува за следната година, бидејќи не сака да засадува растенија од хибридни семиња. Акин нагласува дека неговата љубов кон органскиот зеленчук сака да ја пренесе на охриѓани и љубителите на градинарството. Тешко оди, но јас сум храбар, вели Акин, кој е дел од организацијата Slow Food Македонија. Сакам нешто да направам за да се разбуди кај луѓето љубовта кон ботаниката. Има идеја за садење на билки на балконите и терасите, за луѓето да си одгледуваат сами храна од органски семиња и да не се жала дека немаат простор и време за тоа. Планира да одржува обуки на таа тема и да реализира една акција. Мојот мислење како што сакам да функционират и сакам помош, не помош, само поддршка, пример, господин градоначалник ако прифаќат, пример, нешто мојме да направиме заедничка организација со некој со награда. Да речеме најубаво балкон каде што изгледа. Мојме да организираме такво селосно во град. Мислам дека ќе функционираме повише така. Мислењето беше што е сите велат што живеат во град, немаме градина, немаме земја, немаме бавча, нема ништо. Или немам време за да одам, да се враќам од работа. Поради тоа мислев и не ова сегде функционират, само реков да активирам, да видам дали ќе функционира во Македонија. Мора да има пример од една личност или организација за да се покаже дека има ваква акција со која се бориме за природата во Македонија, раскажува Сезер Акин. Вредниот производител на храна во меѓувреме подготвил и земјени топчиња во кои арти семе од цвеќиња. Сакаме да бидеме во контакт со природата и на тој начин да им помогнеме на пчелите, објаснува тој и додава дека во план имаат семињата да ги расеат низ падините на Галичица. На пролетта 21 март нашиот организација Slow Food сакаме да бидеме за села Македонија, да направиме селосно заедничка организација, да фрлиме на природата различни како се викаше на полски свеќиња. Сезер Акин во текот на зимскиот период реализирал уште една своја замисла. Испратил пакет со автохтони семиња на 82 семејства низ Македонија на луѓе кои ја прифаќаат неговата идеја за да се шири одгледувањето зеленчук од домашни органски семиња. Училиштата Христо Узунов и Кочо Рацин добија опрема од програмата Globe насочена кон подобрување на глобалното учење и наблюдување во полза на животната средина, а имплементирана од Министерството за животна средина и просторно планирање. Донираната опрема се состои во надгледни средства наменети за мерења и определување на вредности во делот на хидрологијата и атмосферата. Нивната намена е за подобрување на условите за практична и кабинетска настава по неколку наставни предмети во образовниот процес. Програмата Globe е светска научно-образовна програма која координира работата на учениците и наставниците со цел да се проучува и разбере состојбата на животната средина. Во нејзини рамки се предвидени редовни континуирани мерења и наблюдувања на непосредната околина на училиштата во повеќе области, под водство на наставници кои се обучени да ја спроведуваат истата. На примопредавањето на опремата присуствуваше Кирил Пецаков, градоначалник на Охрид, кој се заблагодари на представниците на Министерството за досегашната соработка и изрази надеж дека и во иднина ќе може да се имплементираат слични заеднички проекти, велат од локалната самоуправа. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во Франција протести поради пензиските реформи. Планот на председателот Макрон е да ја подигне старосната граница за пензионирање од 62 на 64 години. Стотици илјади луѓе денеска низ Франција ќе учествуваат во уличните демонстрации.
На претходниот ваков генерален штрајк кој се одржа на 19 јануари, низ улиците маршираа повеќе од 1,1 милион луѓе. Полицијата очекува околу милион луѓе да учествуваат и на овие демонстрации. Штрајкот веќе влијае на производството на струја, јавниот превоз и наставата во училиштата. Францускиот претседател во повеќе наврати изјави дека французите мора да работат повеќе, а подигањето на возрастната граница за пензионирање е еден од клучните чекори во неговата реформа на социјална политика. Макрон вчера изјави дека овие промени се неопходни за спас на францускиот пензиски систем. Возрастната граница за пензионирање во Франција е една од најниските во споредба со останатите европски земји. Бројот на загинати во самоубиствениот напад во Пакистан се искачи на 90 лица, а околу 150 се ранети. Нападот беше извршен во џамија во зоната со висока безбедност во градот Пешавар, северозападен Пакистан. Властите изјавија дека стравуваат дека под урнатините ќе има уште жртви. Експлозијата се случи вчера напладне на место кое е на околу 50 километри од границата со Авганистан и каде безбедносната состојба е влошена во последните години. Нападот на сунитската џамија, лоцирана во голем полициски комплекс, е еден од најсмртоносните напади врз пакистанските безбедносни сили во последниве години. Повеќето од жртвите се полицајци. Со почести, синоќа беа погребани околу 20 полицајци. Властите не изјавија кој стои зад бомбашкиот напад, но набргу по експлозијата, командант на пакистанските талибанци во објава на Твитер ја презел одговорноста за нападот. 10 лица се ранети во пукање во Флорида, од кои двајца критично. Очевидци изјавиле дека напаѓачите пукале од автомобил во движење во луѓе од двете страни на улицата. Полицијата во градот Лейкленд се уште не идентификувала ниту еден осомничен и објавила на Фејсбук дека нуди награда од $5,000 за информации за напаѓачите. Началникот на полицијата изјавил дека истражителите веруваат дека нападот не бил случаен и дека жртвите биле цел. Тој додал дека на местото на престрелката била пронајдена марихуана и дека најверојатно непосредно пред пукањето на местото на инцидентот имало продажба на дрога. Неколку стотици муслимани во Индонезија се собраа пред шведската амбасада во Џакарта во знак на протест против палењето на копии на Куранот во Шведска и Холандија. Демонстрантите ги запалиле портретите на данскиот антиисламски активист Палудан и знамињата на Шведска, Данска и Холандија. Локалните власти ги блокирале улиците кон амбасадата и распоредиле повеќе од 200 полицајци и војници, а зградата била обкружена со бодликава жица. На 21 јануари Палудан запали копија од Куранот за време на протестите пред турската амбасада во Стокхолм, а потоа холандскиот лидер на екстремно десничарското движење Пегида искина копија од Куранот во близина на седиштето на холандската влада. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.